Добар ден и добре дојдовте во нова М+ на телевизија Телма. Што мислите за доењето во јавност? Како нашето општество гледа на мајката со бебе на градите? Што се е потребно за мајката успешно да дои? На некои од овие прашања ќе дадеме одговор токму во денешното издание на емисијата. Со нас во студиото е доктор Денис Ал-Халили од Медика Истанбул Тетово. Потоа веднаш до мене е Елена Антовска, мајка на 2 деца, Антонија 7 и Нина, која што има 15 месеци. Карши мене е Елена Петковска, која што е мајка на 1 дете, на Теодора 2,5 години и го очекува на пате второто дете. И од Струмица дојде Силвија Барбова Гоцева, која што е мајка на 3 деца, Драгана 9, Анастасија 7 и Никола кој што има 7 месеци, кој што се вознемири пред почетокот на снимањето на емисијата и Ева мораше да се смири малку со цицање. Се верувам дека во текот на емисијата ќе се опушти, па ќе можеме послободно да разговараме. Доктор Ал-Халили, кажете ми што се е потребно за мајката да може успешно да дои, бидејќи се работи за една вештина која што не е така лесно да се совлада. Иако навидум изгледа, нели, доењето е природно, мајката веднаш ќе го постави детето на градите и тоа ќе почне да цица. Но не е се така. Така, доењето во принцип е еден навистина сложен процес кој што зависи од мајката и од бебето и од сите анатомски, меѓутоа и од психолошки аспекти поврзани со мајката, со околината и со се што ја обкружува мајката. Јас навистина се радувам што веќе е подигната темата за доење на повисоко ниво, што се разговара, што има навистина мајки кои што сакаат да дојат и кои што се посветени на доењето. Инаку за да навистина е успешно доењето, според мене треба да бидат исполнети 3 важни фактори. Првиот фактор е едукацијата која што би требало мајката како информации готови поврзани со начинот на доење, со правилно започнување, правилно поставување на бебето, информациите да ги добие пред породувањето. Затоа што во целиот тој процес на породувањето и после породувањето мајката навистина е совладана од емоции, од се што се случува во тек на породувањето, така да пожелно информациите да дојдат, значи претходно, односно да го има тоа како готови информации. Второто што е многу важно за успешно доење е навремено поставување на бебето на града после породувањето. Главните препораки се да биде тоа поставување во првите 30 до 60 минути после раѓањето. Доколку бебето се постави во првите 30 до 60 минути после раѓањето на градата на мајката, сите механизми на создавање на млеко, значи тие рефлексни механизми се активираат и бебето навистина многу полесно дои и мајката многу побрзо добива млеко. Третиот фактор кој што е навистина исто така многу важен е поддршката која мајката ќе ја добие после доаѓањето дома од болница. Значи доколку мајката после доаѓањето дома биде самоуверена и има поддршка во смисла значи организирана поддршка на стручно лице кое што го познава доењето, значи за да го потврди процесот на доење, да и помогне, да и покаже како треба, значи каде греши, доколку има некаков проблем, оние мали проблеми со доењето да ги надмине. Така да тие се 3 фактори кои што се навистина битни. Тука имаме 3 мајки кои што дојат, една мајка која што доела и планира повторно да дои. Еве сега ќе ги споделите со гледачите и вашите искуства. Да започнеме со вас, Силвија. Вие дали ги доевте 3 деца? Да, првото го доев 2,5 месеци, второто го доев до 3 години. Така. А третото е 7 месеци и се уште сме на доење. Така. Како иде тој процес? Еве имавте едно дете кое што го доевте продолжено до 3 години. Тоа е навистина долго. Зошто се одлучивте на таков чекор? Па затоа што според мене мислам дека од мајчиното млеко подобро нема и е поздраво. Така. Дали вашето трето дете Никола веднаш почна да цица после раѓањето? Имавте ли некакви проблеми или пречките ги совладавте без проблем бидејќи имавте искуство претходно? Секој дете е различно. За третото дете отидев со царски, млекото не дојде одма веднаш, па со помош на една од сестрите ми покаже како да почнеме со доење и со упорност млекото не дојде. Прво започнавме со автомил вештачко млеко и после во следните 2 недели продолживме со мајчино млеко и на третата недела го откинавме вештачкото млеко, автомилот и си продолживме само на доење. И супер напредовме. Така? Да, за првиот месец 2,150 грама качевме и така продолживме. Одлично. Што е со вас? Различно од
Така, и ви имате поразлично искуство од Силвија, така. Првата ќерка многу беше чувството не знаеш што да правиш. Прво дете, секогаш кажувам дека првенствено во болниците треба убаво да ни објаснат така, на мајките. едукација да дојде од таму, Значи, првиот месец постојано на контрола, имате млеко, све супер, бебето ми качува килажа, ние си мнувавме. После почнавме со дохрана, меѓутоа останавме цицање до 8 месеци. Првин цица, па после се дохранувавме. За разлика од втората, значи веќе пак знаеш, после 6 години. Така, да. Подруго беше, цицавме, имавме период кога постојано беше награда, значи првин од едната, од другата не поминале 20 минути, повторно плачеме. Меѓутоа пак воспоставивме после 2-3 недели може требаше за да стигнеме на саат и пол, никош не издржавме 3 сати како што нели на 2 до 3 часа да цица, на саат и пол до 11 месеци. Одлично, браво. Вие имате многу специфична приказна. На вашиот блог под наслов ми се чини поддршка на доењето беше. Ја опишавте приказната во која што потенциравте дека доевте само на една града. Колку месеци беше тоа? 21 месеци некој ден. 22 месеци. Да, јас верувам дека секоја мајка има своја приказна, нели сите мислиме дека нашата е најтешка, меѓутоа навистина поминав една голгота додека да научиме како да се доиме, во смисла како таа да ја фати градата или како јас да се наместам. Убаво кажа докторот, не само поддршката од семејството, туку и поддршката од стручните лица многу е важно, особено за неискусни мајки со прво бебе. Кога дојдов дома од болница, слична ситуација како со Силвија, немав млеко, можеби негде ка 4-тиот или 5-тиот ден го добив, а тоа го сватив многу подоцна. Дури кога престанав да ја дојам, сватив кај бил проблемот на тие 4 дена вриштење и плачење. Немаше кој да ми покаже како да го наместам детето. Никој не ми кажа дека треба да се менува од една на друга града. Единствено што добив совет е детето нека цица на 3 сати. Подоцна научив па дека часовникот е најголем непријател на доењето. Затоа го изгубив млекото после 40-тиот ден, кога е многу важно да се воспостави правилна лактација. Јас го изгубив млекото на левата града, меѓутоа бев упорна, не само затоа што сакав да го дадам најдоброто, нели мајчиното млеко, туку и затоа што покажа алергија на вештачките млека, значи мојата упорност мораше да биде многу поголема, не смеев да се откажам така лесно и да давам, требаше да биде на оризова вода, тоа ми беше препораката од докторите, кога ми го кажаа тоа, викам па ќе цица, на крај свет нека биде, значи мора да цица. Затоа стално кога ќе ми речат мајките дека немаат млеко, знам дека имаат млеко, но имаат лоши совети. Така, вие знаете и во Facebook групите да го застапувате вашиот став дека мајките мора да бидат упорни и дека секоја мајка речи си секоја би можела да доиме. Значи едно е да имаш млеко, друго е да сакаш или не сакаш да доиш. И не секоја мајка може да дои. Лекарства, болести. Значи јас повеќе сакам да слушнам кога мајката ќе рече него доела бебето затоа што се чувствувала исцрпена, значи подобро наспана мајка и не да биде одморена отколку нервозна мајка која дои. Затоа што сите знаеме, мајки сме тука, дека нашето расположение влијае врз бебето. Јас тоа го почувствував на своја кожа, значи буквално 6 месеци бев избезумена, јас не знаев што да правам. Беше тешко да ја научам да дои, она да цица, јас да ја најдам вистинската положба, па кога ја најдов вистинската ми беше страв да ја сменам, да ми биде мене поудобно. Значи тоа беше буквално борба за доењето и затоа стално викам поддршка на доењето и мајките да бидат поупорни, оние кои сакаат се разбира. Така, доктор Алкалили, често пати можеме да слушнеме вакви приказни мајки на почетокот кои што се соочуваат со проблеми, може да дојат, не можат, имаат млеко, немаат млеко и така натаму. Вие организирате со Лулка работилници за доење на кои што можете, на кои што сите оние што се заинтересирани може да дојдат и да ги добијат основните елементарни информации, базични информации кои што се поврзани со сето ова. Кои положби се најдобри за доење? Што се може да се научи таму? Па вака, како што кажав, дека важен дел од условите за доење и за нормално започнување на доењето се тие основни информации кои што мајката треба да ги добие пред породувањето. И ние всушност значи тоа го обезбедуваме на овие работилници. Работилниците
најпрво покажуваат значи зошто е важно доењето, кои се предностите на доењето, меѓутоа исто така и позициите значи на доењето, односно како треба бебето да биде поставено за да може мајката нормално да цица и за да може детето нормално да ја прифати брадавката. Како што кажа и мајките, една од потешкотиите е всушност прифаќањето, односно вистинското прифаќање на брадавката во устата на бебето, меѓутоа главен услов за тоа да се случи всушност е да бебето биде во правилна позиција, односно правилно да го држи мајката бебето. Токму поради тоа ние имаме и значи работиме на самите работилници, кои што може да видат гледачите, значи имаме кукли, бебиња кои што всушност ни служат за да правилно покажеме како да се постави бебето, за да му се овозможат услови за да правилно прифати да цица. Имаме тука, можеме и тука практично да покажеме. Еве да земеме куклата како во која положба треба да биде бебето за доењето да биде правилно. Па бидејќи ние работиме со бремени жени, јас сега би ја искористил значи таа која што е бремена тука. Значи ние најчесто во текот на нашата работа на работилниците ги покажуваме главните позиции, на доењето, односно најважно и главен услов е всушност да бебето биде во прегратката на мајката, меѓутоа да биде не поставено на грб, значи свртено кон нагоре, туку да биде поставено со стомакот и со лицето да биде поставено кон стомакот на мајката, односно кон градите. Долната рака треба да биде значи под градата на мајката со цел да не му смета на детето во текот на доењето. Горното раче значи треба да биде горе и всушност таа е таа позиција која што овозможува права линија на грбот и на вратот и на главата на бебето и бебето најлесно може веднаш после породувањето во првите денови да ја прифати брадавката. Она што е многу важно е плиткото, односно да се избегне плиткото прифаќање кое што може да ја оштети брадавката на мајката. Во однос на позициите на доење, само уште да го спомнеме тоа, значи има позиција на доење каде што главата на бебето е на висина на лактот на мајката, значи тоа е најзгодно за првите денови кога ќе започне мајката да дои. Меѓутоа исто така корисна положба е кога мајката всушност со спротивната рака го држи бебето под главата, оваа рака доаѓа тука, значи всушност ја контролира градата и позицијата на главата и таа е корисна за да може практично да го намести во правиот момент да го повлече бебето на кај градата, затоа што апсолутно препорачливо е бебето да се приближи кон градата, а не мајката да се наведне кон него, затоа што тогаш најчесто неправилно фаќа. Постојат и други положби, како што е положба како рагби топка, каде што бебето се пушта позади, значи покрај мајката, меѓутоа многу е важно да има подлога, значи перници, кебиња или слично, или партнерот кој што ќе помогне. Меѓутоа исто така ова е корисна положба затоа што мајката има контрола на доењето и контрола на положбата на градата и положбата на бебето. И последната положба која што ние ја кажуваме, таа е лежачка и која што е наменета за следните, да речеме, за понатаму во следните месеци кога и мајката и бебето ќе бидат опуштени. Силвија, вие споменавте дека лежичката положба бас не ви одговарала за доење, така? Кои позиции вие најчесто ги применувате? Најчесто имате ли вие некоја посебна? Так. Да, значи најчесто го земам во раце и легнат со ликата на кај мене. Така. Му давам до цеце, само во таа положба. А сега почнавме и во лежачка положба. Така, веќе можете и во таа положба. Се вели дека бебето треба да цица кога сака, каде сака, колку сака. Дали доите во јавност? Да, значи јас го практикувам тоа, значи му давам секојаш кога сака да цица, без разлика дали сум во парк, дали сум некаде излезена или не ми смети тоа. Така. Што е со вас? Дали некогаш сте се соочиле со некоја ситуација кога ви било непријатно тоа да го направите или немате некогаш проблем? Не било непријатно. Мојата приказна за доењето во јавност почна некој мој 18 години на гости кај братучетка ми, кој што веќе со бебе, значи ова е пред 15 години. И сега се шетаме, седнуваме во кафич, тогаш уште дете. Бебе во плаче, братучетка ми, фино, лепо си вади градата, бебе во цица, викам, Марија, што преш? Ништо. Викам, како тоа? Вика, луѓе, вас ви е чудно, секде во свет ова е нормално. Кога дојде моментот јас да бидам мајката, значи, секој искачање, дали било на гости, дали во парк, дали во кафич, значи секогаш кога бебето имало потреба од цицање, секогаш било на града, значи воопшто никош не ми представувало проблем за да го најдам своето бебе. Так. Нити со првото, нити со второто,
Значи воопшто немав предрасуди дека не сме или не е пријатно. Значи ако мене ми е окей, нема зашто на другите да им е чудно. Бебето кој што си бара да јаде, ние седнуваме и јадеме, сите не гледат. Бебето си има своја потреба, која што ствари градата негова храна. Така, се работи за нешто сосема природно, се работи за Најлучно. хранење, така. Некои велат дискретно доење, односно доење со марама, односно со некоја пелена за да се прикрие самиот чин. Како вие настапувате? Односно настапувавте по тоа како што кажа прашање? Елена, јас првото искуство кога видов мајка која дои во јавност, исто млада, нели девојка, не соочени, не знаеме што значи да имаш дете, не па да доиш. Исто беше зашто искочила на улица го дои бебето, меѓутоа не со осуда, него со прашање. Навистина не ми било јасно. Не сум имала блиски со бебиња што доеле. Кога дојде ред да бидам мајка, искрено првите неколку месеци не искачав да надвор или ако искачав се одмолзував за да можам да ја дадам на Теодора кога ќе се пријаде. Ми требаше време да се опуштам, ептен бев стегната, од причина што ми беше тешко да се наместам. Значи јас дома имав цела процедура за местење, за доење, перници, од позади, околу мене. Овие работи сега што ги кажа доктор Денис, немаше кој да ми ги покаже. Ги учев на интернет, меѓутоа додека да стигнам до правилната положба се измачив и не сакав искрено да ме гледаат во парк како се препутувам додека ние се наместиме. Меѓутоа кога веќе добив самодоверба, дека она више почна без проблем да ја фаќа градата правилно, а јас без да се мачам и препотувам да ја дојам, тогаш веќе почнав да дојам во јавност. Искрено навистина ми сметаат коментарите од типот веќе мајките кога дојат нека дојат дискретно. Јас не сум видела мајка што дои тоа да го прави недискретно. Значи ние не се соблакаме чин по парковите да играме и сме искочиле, значи буквално за да се излофтираме, да го прошетаме детето, кога него ќе му дојде време за јадење, мене не ми е непријатно да му давам. На тој што му е непријатно нека сврти главата. Да јас да го покријам детето со марама, особено во летниот период кога и пелената на него му е премногу, тоа не би си го дозволила и им советувам на мајките да не ги покриваат бебињата. Нема ништо срамно во тоа што ние го правиме, затоа што градата, односно дојката, првенствено е да го нахрани бебето. Она другото што денеска во 21-виот век го сваќаме ние во сексуална конотација, ми е повеќе несватливо отколку мајката што дои. Значи ние мајките најбитно ние да треба да ни биде да го нахраниме бебето. Кој не гледа, како не гледа, дали не збореле или не осудувале, треба да ни биде баш гај. Бидејќи сито бебе е среќно бебе, задоволно дете. Со тоа среќни родители, опуштени родители. Ке плаче, тоа е проблем и за родителите, а сметам и за околината. Ами се плачливо дете. ограничуваме со излагањата. Кој ги ми речат во трговски центар да влезам во WC. Јас не влагам во трговски центар во WC да мијам раце, не па дете. Така, една мајка од Охрид истото искуство го сподели, таа не успеа да дојде тука денеска. Интересно што друга мајка и рекла да појде во тоалетот да го надои детето, бидејќи пречело. Значи, има мајки кои што се откажуваат од долгите прошетки со детето надвор, токму поради доењето во јавност. Видете, Што советуваат педијатрите? Една од многу значајните, значи не главна, меѓутоа од значајните придобивки на доењето е токму тоа. Значи мајката која што дои може на било кое место во било кое време да го нахрани своето дете и тоа да биде среќно, задоволно, мирно, да спие, значи што е навистина многу значајно и за детето. Неретко се случува и кај нас кога ќе дојде мајка да каже, значи или да сретнеме, мораме да си одиме дома за да цицаме. Значи тоа апсолутно сметам дека нема потреба мајката да се повлекува или да си оди дома за да го надои своето дете. Треба тоа да го чувствува како навистина природен чин, затоа што доењето е најдобро, меѓутоа веќе се смета дека не само што е најдобро, туку тоа е една биолошки важна и неопходна работа која што доколку ја сватиме како таква ќе биде многу полесно и за околината и за мајките и за бебињата. Значи тоа е едноставно прифатливо. Точно ли дека во Африка бебињата не плачат? Најдов на една таква статија, бидејќи се постојано покрај мајката, бидејќи постојано се покрај незината града од првиот ден. Видете, она што е навистина популарно во светот во денешно време, значи тоа е веднаш по самото раѓање бебето да се стави на градите на мајката. И терминските и предвреме родените бебиња веќе во западните држави, значи поминуваат долг период додека се во болница после раѓањето, поминуваат на градите на мајката. Исто така, колку помалку се
натоваруваат мајките, значи со околината, значи дали ги осудува или не, или со процесот на доење. Значи всушност доењето навистина бара опуштеност и бара контакт на мајката со бебето. Колку подолго е бебето до мајката и колку таа на секое барање на бебето, без разлика дали е тоа вознемирено, дали е гладно, дали има некаква друга потреба, доколку го става да цица, тогаш бебето навистина ќе биде мирно, нема да плаче и ќе биде навистина нема да плаче. Значи децата не плачат заради тоа што цицаат и затоа што знаат дека мајката е во близина во секој време, ја чувствуваат и по мирисот и по допирот. Така, чувствувате ли дека овие предрасуди во однос на доењето во нашето општество постепено почнуваат да се надминуваат? Бидејќи многу често среќавам мајки кои што дојат во јавност. Мислам дека сега веќе повеќето млади мајки немаат предрасуди во поглед на доењето во јавност и не би требало да имаат, затоа што храната дојката е таа која што го храни детето и дека нема потреба да се срамат, да се ограничуваат, да се тргаат настрана, некој да не ги види. Значи, ако некој му смета, нека стане, нека си отиде. Так, точно. нека се склони. Кој е вашиот совет еве како искусни мајки во однос на доењето? Најбитно е да се информираат мајките уште додека се бремени. Јас сум ептен среќна што има вакви работилници и веќе сум пријавена за онаа во октомври, иако веќе сум доела, меѓутоа не сум се соочила со сите оние предизвици што доаѓаат со доењето. Навистина е процес кој бара упорност, трпеливост и учење. Јас верувам дека ќе слушнам многу нови работи. Така. Обично сите ние се информираме околу чинот на раѓање, а многу малку се информираме за доењето. Им препорачувам на младите мајки, тие сега што се што очекуваат принова, да се информираат околу доењето, бидејќи не секогаш ги добиваме потребните совети во болниците. Да бараат ако ја немаат поддршка од блиските, бидејќи бебето дома кога ќе почне да плаче, ние го ставаме на града. Ако некој од блиските вика дај му адаптирано млеко за да се смири, ништо не сме направиле. Значи пово да бидеме упорни бебето да плаче, дека ние сите се научиме, значи дома и на звуците и на плачењето, отколку да се откажеме така лесно и да дојат без предрасуди во јавност. Значи да го сватат тоа како нешто природно, нешто што му е потребно на бебето. Мене кога ќе ми се пријаде, јас си купувам геврек, слободно одам по улица и го јадам. Значи не се кријам со пелена, нити се кријам во тоалети, поготово низ нашите трговски центри или па во кафулиња. Значи колку и тоа да е наместено удобно, сепак е тоалет. Јас дома не одам во тоалет да го дојам бебето. Значи кога ќе ги научиме тие три работи, све ќе оди како подмачкано и нема да имаат нити проблеми, нити тешкоти. Така. Уште само за самиот крај за работилниците, доктор Ал-Халили, да споменеме кога се одржуваат, има работилници за доење, но има исто така и работилници за бремени жени. Да, за трудници и за породување. Значи таа што е работилница за доење наменета за бремените во втората половина од бременоста, кои што полека се подготвуваат за породување и таму како што кажав добиваат практични информации за доењето, значи информации и практични вежби, односно како да го држат детето. Ние нашата порака на овие работилници е да навистина опуштено ги прифатат тие информации, затоа што кога ќе дојде бебето и кога ќе го добијат во преградка првпат после породувањето, ќе им се вратат тие информации. Односно самата сигурност која што ќе ја имаат, навистина многу значи за да почне процесот на доење нормално да почне и да се одвива понатаму. Оние што се работилници за трудници се всушност за породувањето и текот на породувањето, почетокот, како се одвива породувањето, што се треба да знае една бремена жена, значи за породувањето и што да очекува. Така да доста се посетени работилниците и ги покануваме сите граѓани кои што ги интересираат трудниците пред се да дојдат на овие две работилници да ги посетат. Да бидејќи се многу корисни. Ви благодарам на сите што бевте дел од 0М+, а пред се и благодарам на Силвија што заедно со малиот Никола дури од Струмица дојдоа во нашето студио за да нели испромовираме идејата за доење во јавност и воопшто колку е важно доењето за бебето. Така. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од 0М+, а ние се гледаме повторно утре, односно секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската програма на Телма. Пријатно.